Баба Марта и војната на месеците. Еднаш, многу одамна, кога светот беше покриен со мраз и тишина, владееше студениот крал Јануари. Со својата долга бела брада и ледена круна, Јануари ги затвори реките, ги замрзна шумите и ги отурна птиците далеку од небото. До него стоеше неговиот верен брат Фебруари, помлад, но остар како северен ветар. Тој носеше снежни бури и ноќе мраз, што ги тераше луѓето да се кријат покрај огништата. Светот беше студен. Немаше плодови, немаше песни од птици, животните и луѓето водеа тивка битка за опстанок. Но длабоко под снегот, семињата се уште сонуваа. Тогаш се појави храбрата баба Марта. Со незината шарена наметка и чекор што носеше промена, таа реши дека светот заслужува нов почеток. Доста беше мраз, рече таа. Време е за светлина. Таа ги повика своите сојузници, топлите месеци. Април донесе дожд, тој ја будеше земјата. Мај донесе мирис на цветови, а баба Марта донесе ветар кој што го кршеше мразот. И така започна големата војна на годината. Битката траеше долго. Понекогаш Јануари испраќаше огромна снежна бура што повторно ги покриваше полињата. Фебруари носеше ледена магла што ги гасеше првите цветови. Еднаш дури и баба Марта се поколева. Силен мраз го скрши незиниот прв зелен лист и се чинеше дека зимата повторно победува. Светот повторно замолкна. Но тогаш баба Марта направи нешто неочекувано. Таа не испрати бура, не испрати гром. Таа испрати еден мал сончев зрак. Мал, но топол. Тој зрак падна врз едно замрзнато семе. И од него никна првото цветче. Животните го видоа. Луѓето се насмевнаа. И птиците се вратија. Тогаш топлината почна да се шири. Колку и да се бореше Јануари, мразот почна да се топи. Февруари ја спушти главата, знаејќи дека времето на студот завршува. Баба Марта не ги протера. Таа само им рече: и вие сте потребни, но секој во своето време. И така, светот повторно се обои со зелено, жолто и сино. Од тогаш, секоја година се води мала битка меѓу студот и топлината. Но секогаш, по најстудената зима, доаѓа надежта.